Дали исходот од овие парламентарни избори навестува конечен крај на кризата или Македонија навлегува во нова политичка драма со неизвестен расплет? Интервју со академик Абдулменат Беџети. Било која страна да прави влада, таа ќе биде малцинска влада, можеби која што не ќе може да издржи долг временски период. Последиците од политичките потреси се рефлектираат и врз економијата. Забележан е пат на странските инвестиции. Државата е најголем работодавач, но во исто време и најголем должник. Кои треба да бидат приоритетите на идната влада? Имаме неприродни покачување или зголемување на капацитет на одредени фирми и намалување на капацитет на останатите фирми, кои во тие моменти не се баш блиски до политичката проеминенција. Што значи дека државата е лош стопанственик и она никогаш не треба да биде најголем работодавач. Ќе се ослободи ли судството од политичките и бизнис стеги? Идејата за генерален реизбор на суди меч со две острици. Кој да биде, ќе треба да направи прелуфтирање и проверка на работата на судовите генерално во Република Македонија. Кој се грижи за Марко Чаласан по смртта на неговата мајка Радица? Компјутерскиот гени во Фактор 24. Целата на Радица беше и јас да имам обезбеден добар живот. Немаше она зацртано на некоја, например, дека таа сака да биде на некое место, туку едноставно сакаш јас да го правам тоа што го сакам и да успеам во тоа. ВМРО ДПМН по 10 пат го победи СДСМ. Но изборните резултати покажуваат дека комоцијата на Груевски е сведена на минимум, за разлика од поддршката што тоа имаше пред 2 години. Сега е сосема неизвестно дали лидерот на ВМРО ДПМН ќе биде и мандатар за состав на новата влада. Тесната победа од 2 пратеници во однос на СДСМ навестува мачни и тешки преговори при формирањето на новото парламентарно мнозинство. За приоритетите на идната влада, за економските предизвици со кои треба земјата да се соочи, во мозаикот на размислување и оценки од моите соговорници. Приоритетите на идната влада се многу и многу сериозни. Ова се тешки економски бремиња за Република Македонија после долгогодишната криза. Демократијата има одредени социјални претпоставки. Значи, таа претпоставува едно прилично самостојно граѓанство. Граѓанство кое што има некаква сигурност. Претпоставува, например, една економска сфера која што ќе функционира автономно од државата. Кога имате држава која што се наметнува над економијата, над образованието, над здравството, не може да очекувате дека граѓаните ќе се однесуваат, што претходно кажав, апстрактно. Значи, демократијата е систем кој што се прилагодува на оние капацитети со кои што располага граѓанството. Прв приоритет треба да биде на некој начин фокусирање во консолидација на институциите. Значи, генерално институциите во државата, со одредени приоритети во тие институции да се регулираат основните отворени прашања кои што останати и тие се пред се институциите поврзани со правдата, правото, кај што доаѓа во израз судството. Кој да биде, ќе треба да направи прелуфтирање и проверка на работата на судовите генерално во Република Македонија. Значи не само на судовите во Република Македонија. Мислам дека ме разбирате кога речам што значи судови. Како гледате на идејата за генерален реизбор на судиите? Таквата изјава слушнувме за време на политичката кампања од некои лидери, но сепак сметам дека таков истап за генерален реизбор, за контрола на судиите, не би можело тек така лесно да се направи и дека тек така лесно би било со реизбор, да се оде со таков реизбор кој што беше направен во 1996 година. Ако веќе сакаме и реално имаме потреба за исполнување на условите од поглавието 20 за влество во Европската Унија, нас, а и за самите нас повеќе би рекол, тоа е уште поважно за самите нас, за граѓаните на Република Македонија,
Потребно е да се направи таква реформа како сега што направи Албанија. Најновиот, најпоследниот реизбор што се случи во Европа, тоа е во Албанија. Албанскиот модел, кој го направија заедно со европски последници, односно со експерти од Европа, покажа, за почеток барем покажа многу голем ефект. Значи, доколку дојде до таква потреба, а има потреба, се согласувам за тоа дека има потреба, но не и сите. Мене ме плаши една друга работа. Да не биде тој генерален реизбор реваншизам. Тоа е најстрашното нешто што може да не се случи на нас. Затоа што ако сега не имаме една таква генерална филтрација, тогаш ќе дојдеме во ситуација дека се реваншизам на новата власт од претходната власт. Местото на политиката во ова општество на трансформација, дека завзема премногу од општествениот простор, премногу е се политизирано. Затоа што државата како таква е преобемна. Како да се ослободи судството, а и судиите од политичко и бизнис притисоците? Прашањето е многу интересно, бидејќи видите, секој пат ќе тежнеат тие структури да имат значително влијание во судството. Секој пат тежнеа или ќе тежнеат. Многу битно е колку се спремни судиите и судската фела на сето тоа да стави своја брана. Зошто државата стана најголем работодавач, а во исто време и најголем должник? Па, економската идеја да се развие Република Македонија, значи да се почна да се градат автопатишта, да почна да се градат аеродроми, да се гради инфраструктурата, што секоја држава треба да го мисли за своето стопанство, е добар потек и добро задолжување на државата. Зошто државата стана најголемиот должник, тоа треба да го прашате министрот за финансии, бидејќи ние од стопанството не ги правиме тие анализи, нити пак работиме на ниво на тие анализи, заради тоа што досега и не бевме никогаш ниту вклучени. Од таа причина бараме директно вклучување, за да точно знаеме, како стопанственици, каде и во кој правец и треба да се развиваме, што е се потребно, и што е се потребно и на државата да може да функционира така како што треба, за да биде сервис на сите граѓани, сервис на стопанството и да бидеме држава од која што сите ќе се гордееме. Знаете што, за да политичката елита корумпира, да прави услуги, треба да има бизнис елита, бизнисмени кои што ќе ги прифатат овие услуги кои што ги очекуваат од политичката елита и за тоа ќе платат некаква противуслуга и обратно. Значи тоа се категории и односи кои што се реципрочни, меѓусебно поврзани. Се разбира дека не може тука да се очекува корените реформи. Тоа е комплексно прашање, комплексен проблем, меѓутоа прво би требало сето тоа што држи државата како заложник. Дали фирмите ќе се ослободат и кога од државните јасли? Значи, државните јасли секогаш ќе постојат и во секоја земја постојат државните јасли. Проблемот на државните јасли кај нас е што со промена на политичката структура се менуваат и фирмите кои живеат од државните јасли. Имаме неприродни покачување или зголемување на капацитет на одредени фирми и намалување на капацитет на останатите фирми кои во тие моменти не се баш блиски до политичката прееминенција. Што значи дека државата е лош стопанственик и она никогаш не треба да биде најголем работодавач. Значи може да биде многу краток период за да се подигне земјата, за да се заврти за маецот, но државата никогаш не смее да биде најголем работодавач. Господин Лазаров, какви реформи му се потребни на правосудниот систем? Во овој момент судскиот совет се безобличи. Дори во овој момент се поставува прашањето и на постојањето и потребата од обстанок на судскиот совет ваков како што е и вакако што е организиран. Посебно сега со формирањето на Советот за утврдување на факти, ми мислам дека судскиот совет тотално стана без лична и ја изгуби својата суштина. Советот за утврдување на факти е орган
кој нема свој легитимитет. Стопанството веќе е паднато на колена.